Денес сме во посета на Кочани, веќе остваривме неколку средби, имавме средби со бизнес заедницата, направивме една интересна средба со младите во општина Кочани. Пораката луѓе е исто од секаде. Преку глава му е на народот, преку глава е на сите без разлика дали е личниот народ, дали е земјоделецот, дали е стомаственикот, дали се младите. Преку глава им е од СДСМ, од лагите, манипулациите и криминалот. Преку глава им е од Зоран Заев и Липчо Николовски. Немаат што да понудат, освен криминали, рекети, буферчиња полни со милионски суми на пари, наместени тендери, избогатување преку ноќ. И на тоа му доаѓа крајот. На 15 јули победува обновата. На 15 јули конечно формираме влада, ВМРО ќе да предводник на таа влада, ќе го донесеме законот за проверка на имот на политичарите. А кога ќе го донесеме тој закон, ќе видиме дали и кој ќе остане на политичката сцена во Република Македонија. Се ова што имавме прилика да го видиме во изминатите 3,5 години, ќе го ставиме во историјата, а дефинитивно сите тие кои што се огрешија, сите оние што ги правеа криминалите, ќе завршат онаму каде што им е местото. Она што денеска младите го порачаа во Кочани, она што младите го порачуваат буквално сегде во Република Македонија, дека на младите им треба, потребно им е надеж за подобра иднина. На младите им треба да сакаат да останат во државата. Впрочем, на целиот македонски народ му треба да се врати достоинството. Треба ние македонците конечно да се осеќаме како граѓани од прв ред, да бидеме горди што сме македонци. Тоа ќе го направиме. Една од целите на владата предводена од ВМРО-ДПМН, покрај инвестициите во инфраструктурата, земјоделието, подигнувањето на економијата, интензивно ќе работиме на враќање на достоинството на македонецот, односно на македонското национално достоинство. Чувајте се и бидете во добро здравје.